Брутална измислица на власта дека Христијан Мицкоски ја поскапел струјата, зашто тој во тоа време купуваше за 40% поевтина струја, за разлика од сега кога премиерот Димитар Ковачевски купува за 30% поскапа струја, обвинуваат од ВМРО-ДПМНЕ. Подсетуваат дека домашното производство на струја во време на СДСМ, односно сега, е намалено за 3 терават часови. Енергетските капацитети во моќност од 400 до 500 мегавати стојат неискористени, зашто не се направени навремени откривки на јаглен и не се подготвени соодветно за надоаѓачката криза. Компаниите во Македонија сега плаќаат и до 800 евра за мегават час, што е поскапо од сите компании во регионот, со што стопанството губи над 1 милион евра дневно плаќајќи високи цени. Сега народот плаќа 50% поскапа струја, а фирмите и до 400% повеќе во однос на лани, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Од опозицијата подсетуваат и дека со увозот власта овозможува профити на трговци кои за неколку дена заработуваат и до 600.000 евра, а ЕСМ и МЕПС остануваат најголеми загубари во државата. Од СДСМ пак обвинуваат дека Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ наместо да помогнат одмагаат на државата. Мицкоски како директор на Елем набавувал струја од по 3 до 4 пати повисоко од пазарната. Во негово време цената на струјата е покачена за 100%. Ова се случувало во време кога немало никаква криза, а сега кога светот е во голема економска енергетска криза, Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ седат настрана, кочат, блокираат, одмагаат, наместо да им помогна на граѓаните и на државата. И додека политичките партии си ја префрлаат топката кој е виновен за поскапата струја, сиот товар паѓа врз грбот на народот. Од 1 септември во земјава е прогласена енергетска кризна состојба, па така државната ЕСМ веднаш доби дополнителни 50 милиони евра и тоа директно од државниот буџет. Откако претходно Министерството за финансии зема кредит во истата вредност и тоа од домашна банка. Парите треба да бидат наменети за ЕСМ за да го зголеми производството и да купи јаглен и мазут.